Скијачки патеки, системи за вештачки снег, сместувачки капацитети, паркинзиски лифтови, жичари, угостителски објекти, како и планинарски домови. Предвидува планот за развој на ски центарот Попова шапка, што денеска на пресконференција го представи компанијата Техно Алпин, а е одобрен од владата. Станува збор за инвестиција вредна над 180 милиони евра. Сакаме да изградиме нови падини, 16 вкупно. Светлосиното е за почетниците, потоа имаме 8 со црвени стрелки, како и 4 обележани со црни за експертите. Мислам дека за Попова шапка најбитни ќе бидат црвените. Исто така, ако се развиваат нови ски падини, тогаш мора да имаме и нови ски лифтови, нови жичари. Вкупно сакаме да изградиме 9 нови жичари. И на почетокот би направиле 2 од нив. Во првата фаза би ги изградиле системите за вештачки снег. Тие се навистина многу важни. Сакаме тие да бидат целосно автоматизирани и да бидат поврзани со нашиот софтвер. Тоа е многу важно за ски центрите, затоа што планираме да работиме повеќе од 100 дена на Попова шапка. Би инвестирале во 2 резервоари. За зимската сезона би ги користеле за правење вештачки снег, а во летото, како што може да видите на фотографијата, ќе ги користиме како летни атракции. Сакаме да инвестираме и во крос-кантри скијање. Во првата фаза сакаме да изградиме 2 нови спа хотели со 4 звезди, а вкупно да бидат 4 во целиот проект. Сакаме да ги искористиме и постојните хотели. Попова шапка и Славија, тоа е дел од нашиот бизнис план. Би имале и викендици. Исто така сакаме и 2 планинарски домови со 160 места. Предвидени се и паркинг места кои што сега ги има недоволно. Планираме 3 нови паркинзи, како и улици кои што ќе водат до новите хотели. Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини наведе дека Попова шапка е прилично стар ски центар, во кој досега немаше поголеми инвестиции за модернизација. За жал, повеќе од децени не се инвестираше во модернизација и постоечките капацитети или проширување на сегашните поради истото локалитетот во денешно време е застарен и заостанат. Постојните ски лифтови се застарени, нема систем за правење снег и последователно скијачката сезона е усвоена и е условена од временските прилики. Односно се скија само кога има обилни вржења на снег. А скијачките патеки главно се поврзуваат без каква било адаптација на теренот.